Добар ден. Ве поздравувам денеска во новото продолжение од Фактор здравје со особено внимание до машкиот пол. Темата која што ви ја нудиме е насловена болести на простата и токму затоа не само мажите, туку и жените ги покануваме да бидат со нас, да ги слушнат аспектите од денешниот гостин, чие што представување следува во продолжение. А пред да ви го представам гостинот, неколку интересни факти за простатата, која што представува жлезда со надворешно лачење и представува дел од машкиот репродуктивен систем. Она што е значајно да се напомене е дека кај нормален возрасен маж, таа има големина колку еден костен или орев, и она што е особено важно, дека простатата и тоа како кога ќе се појават некои компликации или болести, треба интервентно, односно соодветно да се реагира, првенствено кај матичните лекари или специјалистите по семејна медицина, а понатаму и кај хирурзите уролози. Токму денеска имаме гостин чија што специјалност е хирург-уролог и на почетокот ви го представувам научен соработник Сотир Ставридис, специјалист хирург-уролог од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за урологија, дел од кампусот клиники Мајка Тереза во Скопје. Добар ден, доктор Ставридис, и како сте вие денеска? Добар ден, добро, благодарам на поканата, опуштена, добро. Ви благодарам што сте со нас и веднаш како загревање би рекол на овој разговор, конкретни да бидеме, кои се најчестите болести на простатата? У принцип, болести на простата кои што се најчести е пред се она бенигна простатична хиперплазија, односно зголемување на простатата која што е од бенигна природа. Тука се воспаленијата на простатата и секако карциномот на простата. Како основни заболувања, инаку дефинитивно бенигната простатична хиперплазија представува болест која што ги засега мажите над 60, над 55 години па натаму. Така да дефинитивно таа е најзастапена болест на простатата. Токму за неа повеќе ќе зборуваме во продолжение и воспаленијата ќе ги опфатиме, така што делот во однос на хирургијата ќе го објасните во интерес на гледачите. Благодарам уште еднаш што сте со нас, а вниманието ваше посакувам да биде до крај со нас и да бидете во продолжение од Фактор здравје, а разговорот и деталите следуваат по првиот блок реклами. Мој избор, а воедно и моја препорака е Вамекс, идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреби, несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Ногрипин сируп против грипи настинка за возрастни и деца над 2 години. За индикациите, ризикот од употреби, несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Една таблета со 4 ефекти. Ногрипин Форте. За индикациите, ризикот од употреби, несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Здравјето нема цена. Одберете докажан производ. Одберете Г132 плюс натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрастните. Земете Г132 плюс натурал и имајте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме. Го продолжуваме почантиот разговор денеска во Фактор здравје на тема болести на простата, а уште едно подсетување на вашиот гостин ова попладне, тоа е научен соработник Сотир Ставридис, специјалист хирург-уролог од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за урологија, дел од кампусот клиники Мајка Тереза во Скопје. Докторе, споменавте дека бенигната хиперплазија на простата, воспаленијата и карциномот или ракот на простатата се најчести заболувања, но еве со оглед на фактот дека рековте во вашите амбуланти најчесто имате луѓе со бенигна хиперплазија. Кажете ми за каква етиологија, кои се причините и какво заболување е ова на простатата? Бенигната простатична хиперплазија е заболување кое што е најчесто кај мажите, значи едно од најчестите заболувања, најчеста патологија. Самата болест е поврзана со два фактора. Тоа се старењето, значи растот на самата простата и хормоните кои што делуваат на во самиот човеков организам, односно самото ниво, односно лачење на машките хормони. Бенигната простатична хиперплазија представува болест на старите луѓе.
И зошто е поголема инциденцијата? Затоа што генерално во светот популацијата старее и како старее популација се живее подолго, меѓутоа тоа е можеби, ајде да кажам, бенефитот на онај лајфстайл кој што го имаме ние и на зголемениот животен век е и зголемената инциденца на бенигна простатична хиперплазија, односно на растот на простатата и проблемите кои што ги имаат мажите со таа простата. Но не сите мажи кои што стареат добиваат хиперплазија, нели, на простатата, кои се факторите или причините што предизвикуваат? Значи, токму тоа што кажав, староста, хормоните, можни се секако и воспаленијата, хронично воспаление на простата е секогаш поврзано со постоење на бенигна простатична хиперплазија, меѓутоа дефинитивно се хормоните, односно машките хормони и возраста причина за појава на бенигна простатична хиперплазија. Денеска има многу различни толкувања дали тоа треба да се дефинира како бенигна простатична хиперплазија или како бенигна простатична обструкција или некакви други заболувања заради зголемување на таа простата, меѓутоа дефинитивно тоа е еден комплекс помеѓу простатата и мочниот меор и самата уретра која што е компримирана со таа зголемена простата и која што прави понатаму проблем во уринирањето, односно при уринирањето, односно го намалува тој мласт, некогаш дури го блокира и понатаму бара изискува различен третман, односно многу поагресивен третман. Дали поотежнатото мокрење е еден од знаците или сигнификантните клинички показатели дека станува збор за ова заболување? Апсолутно, тоа е можеби така да кажам евидент, највидливиот знак кој што го имаат пациентите, меѓутоа освен отежнатиот млаз имаме, значи намален млаз при мокрење, има капење при мокрење, има чекање на започнување на актот на мокрење, понатаму има она што е еден симптом кој што спомнавте дека жените треба да ја гледаат емисијата, тоа е ноктуријата, односно ноќното мокрење, станување највечер за уринирање. Фактички еден од можеби првичните знаци е токму тоа станување највечер. Започнување со станување прекин на сонот, одење за уринирање и враќање повторно во кревет. Она што е важно кога зборуваме за бенигната хиперплазија на простатата, дали тоа се случува како акутно, односно наеднаш се зголемува или му претходи некој процес кој што може да се препозна и соодветно да се реагира? Па воглавном не. Воглавном тоа е склоп на повеќе симптоми кои што ги кажав, кои што градуирано полека постепено се влошуваат или се константни, еволуира таа простата, расте таа простата и прави проблем со мокрењето, меѓутоа постепено, а може да заврши со ретенција, односно комплетно престанување со мокрење и евентуално со задршка мокрача и дури со оштетување на бубрезите, терминално оштетување на бубрезите, затоа што имаме пациенти кои што навистина доаѓаат во крајна фаза. Меѓутоа, тоа се најзапуштени случаи кои можеби не се доволно информирани што требале да направат претходно за нивното здравје. И пред да објасниме дијагностичката процедура и алатките кои што ги имате како метод на утврдување на оваа дијагноза, дали овие промени на простатата или зголемување се проследени со болка? Некогаш да, некогаш не, може да бидат проследени со болка, може да бидат проследени со инфекција, може да бидат проследени само со некои многу субјективни тегоби кои што пациентот ги забележува, некогаш ги игнорира, а некогаш многу рано доаѓа и се открива на време самиот проблем со простатата. Кога имате едуциран пациент или некој кој што веќе навреме, рековме преку фамилијарниот лекар или специјалистот по семејна медицина веќе доаѓа до вас, кај вас конкретно или вашите колеги, што понатаму како дијагностичка процедура покрај клиничкиот преглед претпоставувам и анемнезата имате на располагање? Па многу убаво кога имаме едуцирани пациенти, човек може да направи разговор со нив, да види кои се нивните проблеми и понатаму да се направат они иницијални испитувања како што се одредување на големината на таа простата со помош на ултразвук, значи ехо преглед, одредување на така наречен туморски маркер простата специфичен антиген или ПСА, пациентите кои што доаѓаат знаат, и понатаму може да се направи уринокултура и дополнителни испитувања и секако да не се заборави можеби основниот уролошки преглед, тоа е ректален преглед. Директен преглед со прст преку дебелото црево, преку ректумот и пипање на палпирање на самата простата. За да се види каква е таа, за да видиме дали имаме воспаление, бенигна простатична хиперплазија, односно пораст на простата или во некои случаи карцином. Рековте дека простатата има одредени големини, одредени димензии кои што се нормални, што тоа значи во бројка кога таа е зголемена, односно има хиперплазија? Може би таа релативна бројка, меѓутоа околу 20-25 грама е она основна простата. 15 до 25 значи, грама тежината се мери на простатата. Тежината се мери во грамови или во кубици, значи се мери волуменот на таа простата. Отприлика се тие релативно блиски тие бројки, може значи како големина таа простата и се гледа многу битна се мери резидуалната урина. Значи некогаш има пациенти кои имаат мала простата, а многу големи проблеми.
или пациенти со огромна простата, дури над 150 грама, значи можеби и 10 пати изголемена простата, меѓутоа немаат симптоми. Немаат рестурина, нормално мократ, не стануваат навечер, меѓутоа се благодарение можеби на доброто пратење на овие пациенти и денеска имаме многу добра медикаментозна терапија, односно терапија со лекови, која што може да ги одржува овие пациенти постојано и да одложиме потреба од интервенција како што е било како операција или поставување на катетер заради ретенција, односно заради неможност да се измократ. Значи со зголемена простата, ако е контролирана и добро водена и следена, може нормално да се живее. Може апсолутно се живее добро, меѓутоа затоа инсистирам да кажам дека не секоја голема простата е простата која што бара третман, зборам хируршки или медикаментозен. Многу е битно да се направи муабет, односно разговор со пациентот и да видиме колку тој навистина има проблеми, какви се тие проблеми и како ние би ги решавале тие проблеми. И пред да зборуваме за третманот, она што ќе го ставиме за вториот дел од фактор здравје, во овој прв дел уште во однос на дијагнозата, кога веќе имате индикации или кога е зголемена простатата и тие туморски маркери кои што ги споменавте, чинам ви иницираат на нешто што понатаму како алатка имате пред да се постави дијагнозата. Да, кога имаме покачени туморски маркери, во тој случај и секако направен ултразвук и ректален преглед, во тој случај ние можеме да видиме и да пробаме да издиференцираме дали станува збор за воспаление, дали станува збор за карцином или евентуално навистина станува повторно збор за една бенигна состојба. Значи тогаш доколку се сомневаме за карцином би се направила трансректална биопсија на простатата, доколку сметаме дека е тоа воспаление, во тој случај можеме да направиме една медикаментозна антибиотска терапија, една кура која што може да трае дури и до 28 дена, ако станува збор за хроничен простатит, кој што е многу по, да кажам, со по-бенигни, со по-мал, не толку драматичен тек. И ако споредиме со акутниот простатит, тоа е една навистина итна уролошка состојба, таа се третира со антибиотици, тоа е пропратена со високи температури, така да се мора да се направи во еден убав разговор со пациентот да видиме што е навистина неговиот проблем. За момент сакам да ги поканам гледачите 6091-925 и 6091-924 се двата телефонски броеви кои што ви овозможуваат денеска контакт со нас во Фактор здравје. Темата е болести на простата, а ваш и само ваш гостин ова попладне е научен соработник Сотир Ставридис, специјалист хирург-уролог. И уште едно прашање во контекст на, рековте, воспалението на простатата, односно акутниот и хроничниот простатит, она што го кажавте, рековте дека антибиотски се делува. Дали тоа значи дека причината за тие воспаленија е бактеријска инфекција? Најчесто е бактеријска инфекција, меѓутоа не сакам да ги замарам гледачите, постојат неколку различни типови на простатити, особено хроничен простатит. Тоа се може да се акутни бактеријски, небактеријски простатити, простатити предизвикани од други микроорганизми, меѓутоа најчесто е дефинитивно бактеријскиот и секогаш воспалението на простата е пропратена со проблеми со самата простата, односно со нормалното празнење на мочниот меур. Остаток на урина во мочниот меур понатаму прави други проблеми, појава на калкулоза, инфекции, хроничен, односно некогаш и акутен простатит. Така да инфекцијата е навистина поврзана многу со проблемите кои што ги имаат мажите при уринирање. Тоа значи дека акутниот и хроничниот, доколку се третира, поминува. Значи, ако не се комплицира или не стане некоја компликација, многу е битно да се фати на време. Значи, акутниот простатит е акутна уролошка состојба, тоа се третира веднаш и тоа се пациенти. И антибиотската терапија, се извинувам што ја прекинувам, сигурно треба под надзор на лекарот до крај да се испие, да не се прекинува на своја рака. За акутниот простатит дури некогаш бари хоспитализација. Значи, тоа е навистина акутна со многу високи температури, акутна уролошка состојба, итна, можеби хоспитализација, бактеријски, се извинувам, антибиотски третман и таа обично се санира нормално. Благодарение на широкиот спектар антибиотици кои што ги имаме, достапни антибиотици, така да тие се санираат. Меѓутоа, она што е битно е акутниот некогаш знае да премине во хроничен простатит. И проблемот кој што ги имаат мажите е постоењето на хроничен простатит на некоја претходно занемарена инфекција, нелекувана, недоизлечена инфекција, така да она што понатаму со текот на годините, со порастот на возраста, она што ги прати пациентите е хроничен простатит кој што е секогаш присутен кога работиме пациенти, оперативно ги третираме со некои од нашите достапни оперативни методи, меѓутоа хроничниот простатит мора да се залечи. Односно да се проба да се залечи со еден долготраен и упорен третман. Не само со антибиотици, тука се и други лекови кои што се даваат, меѓутоа дефинитивно треба да се проба да се залечи, затоа што најчесто проблемите ги имаат мажи кои што се на 35-40 годишна возраст, не се санирани и понатаму
продолжуваат до крајот на животот да имаат мака со простата. И не да боже некоја компликација дополнителна. Па да, може би не се толку драматични, најдраматична е во случајов кога зборуваме за инфекции, кога зборуваме за бенигна простатична хиперплазија, тоа е ретенцијата, неможност за измокрување, поставање на катетери, понатаму потреба од хируршка интервенција. Да го слушнеме првото јавување, а потоа и вториот блок реклами. Повелете, добро дојдовте во Фактор здравје. Ало, добар ден. Добар ден. Повелете, господине, го слушаме вашето прашање. Слушате? Да, одлично. Вака, пред 17 години сум опериран од простата. Сега пред 3 месеца видовме бев на контрола, имам простата 78 грама. 3 месеци употребувам катетер ради друга операција. Употребувам аводарм. Добра. Упатството пише дека од тај лек простатата може да се намали. Дали е тоа така? Дали е доволно за одговор, докторе? Благодарам за јавувањето. Уште едно ќе вклучиме и ќе одговорите по блокот реклами. Добар ден и до вас, повелете. Ало? Добар ден, господја. Добар ден. Поздрав до студиото. Благодарам. На телефон е професор Иванова. Благодарам. Доктор Савридис беше мој ученик во гимназија, му предавав англиски и сакам да кажам дека се гордеам со него. Да, многу ви благодарам. Имате ли коментар, докторе? Само поздрав, професорка. Да, благодарам, професорке, за вашиот коментар и што успеавте да добиете линија. Докторе, предлагам да здивнеме со рекламите и ќе се вратиме веднаш со одговорот до првото јавување од господинот што се јави. Gay Kids ви го најавува новиот хит, ова не е шега, ова не е виц. Аха. Gay Kids. A, B, C, D, G. Го прашат се деца, болестите од глава се плашат. Подобро од вратило, посилно од шкрек, имунитетот ке е силен као само речек. Gay Kids е продуктот, здрави резултатот. Ке ти даде сила да продолжи по патот. Ова не е шега, ова не е виц. За сите деца, пите Gay Kids. За силен имунитет, за здраво детство. Gay Kids. Stalo sa vám niečo? Nemáže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Лесно за пиење. Со многу убав вкус. За деца, 1 лажичка дневно. За возрастни, 2 лажички дневно. Кају, рибино масло. Веќе 2 години користам Г Натурал зелено опакување и се чувствувам одлично. Го подигнав имуниот систем и што е најважно се, почнав нормално да дишам. Јас сум најдобар доказ за тоа дека Г 132 плюс Натурал е чудо на природата. Сакам да го споделам ово искуство со вас се со една цел. Да им помогне на луѓето во изборот на производот кој ќе им го промени животот на поарно. Г 132 плюс Натурал е мојот избор. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје.
Следува вториот дел денеска во Фактор здравје со понудената тема болести на простата и вашиот гостин кој што уште еднаш со задоволство ќе ви го представам. Тој е научен соработник Сотир Ставридис, специјалист хирург-уролог од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за урологија, дел од кампусот Мајка Тереза во Скопје. Телефонските броеви ги имате за ваше јавување доколку сакате да поставите прашање, а докторе да одговориме на првиот гледач, господинот. Да, тоа е еден така интересен случај кој што навистина е пациент опериран пред 17 години. Чинам, не знам, не разбрав колку години има пациент. Сигурно е преку 50 или 75 до 60 80 години. Предпоставам дека е опериран со трансуретрална простектомија. Меѓутоа, она што е интересно ќе биде за пациентите, тоа е дека простатата е она што го кажав околу старењето на популацијата. Таа старее, како старе простатата расте. Простатата е орган кој што нон-стоп расте. Така да пациентот е опериран пред 17 години, сега има катетер, предпоставам дека катетерот ќе се обиде да го извади, меѓутоа има шанса доколку тој не се извади тој катетер повторно да се направи реоперација на самата простата и она што не е опасност по здравјето сигурно за пациентите. Доколку дозволува возраста, доколку дозволуваат нели евентуалните коморбидитети, односно дополнителни придружни болести кои што ги има или не одреден пациент. И она што е интересно, простата, еднаш оперирана некаде во период после 10, обично 10 до 15 години повторно бара реоперација, затоа што таа континуирано расте. Баш заради ефектот на хормоните и возраста. Затоа и се тие оние два етиолошки фактора што претходно ги спомнав. Така да пациентот ги пие лекови, рече дека пие дутастерид, значи тоа е лек кој што ја намалува простатата, тоа беше едно од прашањата, дали тоа ја намалува? Апсолутно да. Се смета дека до 30% од самата вредност од самата големина простатата тоа ја намалува и она што е битно е да пациентот не може да очекува чуда, меѓутоа дефинитивно би требало да се направи обид потоа да се извади тој катетер и да се види пациентот дали мокри. Инаку тој има 70 грама простата која што би требало многу елегантно да се реши со некои од ендоскопските методи кои што се достапни денес. Ќе зборуваме за нек малку подоцна да го слушнеме следното јавување. Добар ден. Ало. Уште еден господин, повелете, ве слушаме одлично и вас. Ало, добар ден. Добар ден, поздрав господине. до емисијата и до вас. Благодарам, повелете со вашето прашање. Сакам две прашања да поставам. Мислам едно, али и второто. Кои се превентивните мерки за да се спречи зголемувањето на простатата и дали е точно, јас сум чул, али нека ми потврди и докторот тоа, дека со секојдневна или на секој втор ден мастурбација доваѓа до сматлување и до регулирање на големината на простатата. Да, благодарам за вашите две прашања. Докторе, повторно уште едно јавување во овој блок ќе вклучиме и ќе одговорите. Добар ден и до вас. Ало, добар ден. Дали сте на линија, повелете? Добро, доколку не сте, повелете, јавете се. Ова е многу интересно второто. Јас не сум го слушнал. Мастурбација или сексуални односи? Во принцип не, нема некои студии. Сега во последно време излезе една студија која што кажува дека сексуалните односи може да делуваат на не на намалување на простата, меѓутоа поспорасна таа простата, но секако никаде нема во оние сега што се популарни списанија или трудови кои што се guidelines или прописи, да, тие се прописи или препораки, да, никаде или оние evidence based, значи медицина базирана на докази не кажува дека мастурбацијата или редовните сексуални односи би довеле до намалување на таа простата. А за превенцијата сакате сега или на крај да споменеме или може би сега, да, повелете? Затоа што се јави гледачот околу таа превенција, дефинитивно превенција, односно заштита од некакви воспаленија, понатаму битен е лајфстајлот, значи начинот на живење, односно повеќе движење, што помалку конзумирање на луто, на кисело, на зачинето и на газирани пијалоци. Тоа е едно што можеме да кажеме дека би требало да помогне. Да, долната облека, дали позатегната долна облека, поопуштена или нема значење? За тоа нема значење, за самата простата може би да биде затоплена, особено она што е интересно она што од пракса се гледа и јасно и зошто е тоа така, пациентите кои што имаат проблем со простатата, имаат проблемите, им се потенцираат во зимно време. Значи, кога ќе бидат пониски температури, кога е многу постудено, да. И тогаш ти имаат
поизразени симптоми. Рековте кога има индикација, кога хируршки треба да се интервенира, да се намали простатата, што со таа интервенција се прави, до која димензија се намалува и што е она што како индикација рековте кога имаме контраиндикација, дали коморбидитетите значат дека не може да се интервенира хируршки? Некогаш коморбидитетите секако дека не ограничуваат. Значи пациенти кои што имаат проблем со срце, кои што не можат да издржат одредена интервенција, тогаш тие контраиндицирани. Тогаш би биле контраиндицирани во старт. Меѓутоа, инаку пациент кој што е фит, независно тоа дали има хипертензија, треба се и да има коморбидитети, битно е тие да се регулирани. Дали зборуваме за диабет, дали зборуваме за покачен притисок, дали зборуваме за некои други болести, сепак доколку тие се регулирани, доколку се со терапија, може би требале да издржат пациенти, затоа што нашата популација, нашите пациенти се сите на возраст над 70, не сите, меѓутоа поголемиот дел 75, дури 80-85 години пациенти. Мислам дека кога што сеќам најстариот пациент беше 94 години опериран на нашата клиника. Може би грешам, може би но сигурно над 90 години. Зборам успешно опериран. Да. И кратко пред да го слушнеме следното јавување, што хируршката интервенција значи, дали се намалува до оние граници простатата или никогаш не се гледа, никогаш не се гледа. Некогаш многу е битно да се знае дека количината на изваденото простатично ткиво не мора да значи дека пациентот добро ќе мокри. Значи техниката добро изведена, на различни техники на операција на простата, најчесто ендоскопски, денеска златен стандард е трансуретралната простатектомија, користењето на ласери во урологијата, тоа е дали зборуваме за холмиумскиот ласер, зелен ласер, неколку типови на ласери, сепак тоа нема резови, големи сечење или инвазија. Апсолутно не, затоа што и големите простати многу добро се третираат со ендоскопска метода. Пациентот си оди дома после 2-3 дена, така да обично зборуваме нема долга хоспитализација, значи. Апсолутно не. Да го слушнеме следното јавување и ќе се навратиме на овој аспект од разговорот. Добар ден и до вас. Ало, дали е господи или господин на линија? Повелете, господине. Ало, добар ден. Добар ден. Добро дојдовте во Фактор здравје. Едно прашање. Да, повелете. Простатата е хомогена со волумен 41. Добро. Јас сум на 50 годишна возраст. Тумор маркерот ми е уреден, се добар. И пијам лекови тамсулозин, алвоген. Више година и половина, година и пол. Дали е доволно за овој? Сакам да прашам за дали имате теgoби, тоа е многу битно. Дали имате теgoби или немате и како е? Не, немам никакви теgoби, немам мокрење, мислам преку вечер. Тоа сакам да прашам како да е намалам простатата или дали е 41 41. Да, 41 грам. Има 50 години пациентот. Благодарам за јавувањето. 50 годишна возраст се смета дека е она иницијална возраст или она првична возраст кога пациентите би требале да започнат да прават контроли на простатата. Значи да се направи ултразвук и да се направи простатата односно ехо, да, ехо и ПСА, за да се види понатаму каква е состојбата, за да имаме контрола и на ќе се јавим или ќе како сакате, завршете, ве чекам вас. Да. Значи или да се прави контрола. 40 грама, таа не е преголема простата, дефинитивно е над она референтни вредности и терапијата е соодветна за возраста, затоа што лековите колку се добри, толку се и лоши. Затоа што повторно си играме со хормоните, ако ставаме лекови кои што намалуваат простатата, оно што се јави претходниот гледач, така да се треба да биде во договор со пациентот. Доколку пациентот е задоволен со терапијата, во тој случај треба да ја продолжи, и тоа секако во договор со ординирачкиот уролог, затоа што не можеме сега да ја менуваме терапијата во емисија, нели? Да. Добар ден, повелете. Ало, дали сте на линија и вие? Ало, да. Повелете, господине. Ало, добар ден. Добар ден. Ве слушаме со вашето прашање. Да. Имам 60 години, на 59 години, значи напред прва... Ало? Да, ве слушаме, зборувајте. Значи на 59 години напред прва контрола кај уролог, имав ПСА беше 10, пиев танис месец-два, како беше, падна на 3, па уште едно се покачија на 5 и примав танис и аводорп, еден месец и падна на 1,6. И сега сум на конкретно на терапија само танис наредниве 6 месеци, контрола после 6 месеци. Меѓутоа што ми е прашањево? Значи ноќе станува на мокрење едно и два пати, кој ќе пијам многу вода навечер, ако спијам 2 литра, ако не. Меѓутоа при сексуален однос немат излачување на семе. Дали е тоа нормално или не? Што е, дали е во ред или не? Благодарам за прашањето.
Повелете? И ова само ќе оповрзам дали кога се третира простатата или после интервенцијата може и се препорачуваат сексуални односи. Апсолутно нема проблем. Нема контраиндикација, она што може да се забележи после интервенција, најчесто тоа е неможност за исфрлување на сперма. Како што спомена и Господ. Некако случајот пациентот има претпоставам од терапијата, меѓутоа ова зборам како една од што може биде проблем кај пациентите кај кои што е направена операција на простата. А што се однесува до овој пациент, тоа е повторно мора да се настапи индивидуално. Ако пациентот прашува, односно оние вредности што ги слушнавме, да, има голема простата која што може да биде третирана со еден или со два лека. Неговото ПСА сега е во граници нормала, многу е битно кога отишол на уролог да му е направен ректален преглед. Независно од тоа што сега му се во нормални граници ПСА-то, значи маркерот треба да му се направи ректален преглед и она што кажува дека не исфрла семе, односно сперма, тоа е нормално кај пациенти кои што се на терапија со алфа блокер. Не кај сите, значи процентуално не кај 100% од пациентите, меѓутоа дефинитивно еден од несаканите ефекти на користењето на тие алфа блокери представува ретроградна ејакулација, односно неможност за исфрлање на сперма. Да го слушнеме повторно и следното јавување. Добар ден. Повелете, јавете се повторно, отворени се телефонските линии. Добар ден. Да, ало, добар ден. Добар ден, добар ден. Добар ден, ве слушаме со вашето прашање. Да, и јас сакам да го прашам докторот. Добро. Веќе 2-3 години ги примам Танис Ерас 0,4 милиграма и Дута Прост. Добро. 0,5. А простатата ми е со волумен 50. Добро. Колку години имате, господине? 68 години. Дали ова доволно? Благодарам за вашето прашање. 50 чинам рече грам. По принцип, не, 60 грама простата. 68 години има господинот. Има двојна терапија, тоа е она терапија која што комбинирана терапија која што е апсолутно по мене најефикасна, меѓутоа кај пациенти кои што се соодветно избрани. Според она што кажам, нормално малку параметри, меѓутоа на 68 грама простата комбинирана 68 години 60 грама простата повторно. Значи некаде се смета дека над кога простатата е над 30-40 грама дека треба да се настапи со комбинирана терапија, затоа што понатаму во текот на животот се одложуваат и се избегнуваат несакани ефекти како катетеризација и хируршко лекување. Ако добро ве разбрав, да, ако веќе се утврди дека простатата е зголемена, првенствено третирате или настапувате медикаментозно, за да како што рековте се одложи интервенцијата. Секогаш се оди прво медикаментозно, а понатаму доколку пациентот има големо количество нерезидуална урина, не може да мокри, има тежок млаз, слаб млаз, станува. Значи го следите во текот на годините. Апсолутно, значи се следи или веднаш доаѓаме и јутоа гледаме дека нема друг начин да се реши тој проблем. Во тој случај се оди со хируршка интервенција. Да. Повелете, добар ден и до вас. Ало, добар ден. Ало, добар ден, здраво. Здраво, господјо, повелете, и вас ве слушаме. Сакам да прашам за мојот сопруг. Повелете. Точно пред 2 години имаше комплетен застој на мокрење. Без ме на лекар, со катетер беше 10 дена. Потоа немаше никаков преглед, нити ехо, нити нешто потреба, така рече докторот. А во Дарц после 3 месеца му дадоа, до ден денес ги пие. Значи не сме биле никаде на лекар. Ниту на ехо, нити некој друг преглед му кажа докторот. Само да ги пие пчињата. Добро. Мислам дека мојот сопруг има проблеми што не ги кажува. Инаку тумор маркерите се во ред, 2 пати ги праве, тоа со ниско ниво. Сакам да знам каде да се обратиме и дека Важи, ќе ви објаснам уште еднаш каде работи доктор Ставридис и доктор уште едно јавување во овој блок. Повелете, добар ден. Ало. Добар ден, господјо, и до вас. Ало. Ало, ве слушаме, во програма сте? Ало. Да, слушаме, дали сте на линија? Да, на линија, вака. Повелете. Имам 66 години. Добро. Простатата ми е 54 волуменот. Добро. 10 години веќе како е зголемена, до пред 2 месеца пиев Конкор од 2,5. Да, јасно е, добро. А тумор маркерот у почеток беше 1,7, сега 2,5.
Сега поминав на докторот Танис 04, ама нешто болки некако во стомакот од овој лек осеќам, а иначе и средниот и со другиот лек по 2-3 пати одев ночена мокрење, ама имам и шеќер зголемено. Сакам да ми одговори докторот. Ви благодарам, господине, за вашето лекови. И дали колку време може да се употребуваат овие лекови? Да, благодарам за вашето јавување. Сакате на вториот гледач или господјата прво? Господјата прво, дефинитивно пациент треба да се следи, секој уролошки пациент, барем еднаш годишно треба да дојде на контрола. Пациентот кога што сопругот бил пред 2 години последен пат на доктор, носел катетер, се случува. Значи, еднократна ретенција, односно застој на уринирањето на мочката, може после известен период, 10 дена да се извади катетерот и понатаму пациентот да продолжи со нормално, условно нормално мокрење. Меѓутоа треба да се направат испитувања. Повторно, ПСА, ехо, не знам од каде господјата, меѓутоа во повеќето градови во Македонија си има уролози, така да може тоа да се направи тамо, толку не гледи сега. Меѓутоа она што треба се направи тоа е ултразвук, ПСА и ректален преглед. Да, и господинот што се јави, дополнително рече до кога може да се пијат тие медикаменти. Лековите се различни лекови. Едниот тој алфа блокер кој што го пие се смета дека може да се пие додека тој делува и додека има дејство на самиот организам, односно самата простата, додека за вториот лек различни беа, претходно имаше едно тврдење дека треба да се прекине на година дена, меѓутоа сега со најновите истражувања се смета, односно се тврди дека тие може да се пијат додека има некаков ефект. Она што е битно е што цело време ги спомнуваме тие лекови, значи Јаводар, Дутапрост, Дутастерид, лекови кои што се 5-алфа редуктази инхибитори, тоа се лекови кои што мора да се пијат долго време, затоа што каже господјата месец дена пиел. За месец дена тој не може да го постигне ефектот како лек. Значи мора да се пијат минимум 6 месеци за да, односно 3 до 6 месеци за да имаме иницијално некакво дејство за да ја намали таа простата. Ви благодарам за сите овие информации што ги донесовте, што успеав да ве извлечам од сала и од научната дејност на медицинскиот факултет и да не ве чекаме толку долго повторно во Фактот здравје. Знам дека и вие со нетрпение чекате пак да дојдете. Ви беше задоволство. Научен соработник Сотир Ставридис, хирург-уролог по специјалност, воедно вработен во јавната здравствена установа Универзитетска клиника за урологија, дел од кампусот Мајка Тереза во Скопје, беше ваш и само ваш гостин ова попладне. Во однос на темата и останатите детали од областа на урологијата ве упатувам во неговата матична институција, а знаете нашата адреса утре повторно е на исто место и во исто време со нова тема и нов гостин. До тогаш имајте пријатен ден.